Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на Телеординација. Вечерашен мој гостин е доктор Магдалена, дерматолог во поликлиника Филип II. Докторке, добро дојдовте повторно во нашата емисија. Вечерва со доктор Магдалена зборуваме за една многу интересна тема, односно акните. Акните кои што некако појава се явуваат не само кај помладата популација, туку и кај повозрастните. Ќе зборуваме за начинот на третман, најчестата причина за појавата на овие не така пријатни, нели, акни, но сепак со помош на третманите соодветни ова и се решава. Докторке, што представуваат акните и што е она кое што е најголемиот предизвикувач на истите? Акните представуваат доста често хронично инфламаторно заболување на пилосебацијалната единица. Тоа значи дека тие самите промени настануваат во влакнениот фоликул и во себацијалната жлезда. Значи, влакнениот фоликул и себацијалната жлезда кај акните представуваат една заедница, значи една целина и сите промени кај акните кои што се гледаат на кожата во суштина почнуваат во влакнениот фоликул и во самата лојна жлезда. Патогенезата е мултифакторијална, значи дека постојат повеќе фактори кои што се испреплетени, кои што делуваат заедно за да се појави една акна. На прво место е генетскиот фактор. На него се надоврзуваат другите фактори. Тоа е зголемената пролиферација на кератиноцитите во влакнениот фоликул. И тој пролиферира повеќе, а помалку се одлупува и така да се создаваат едни чепови кои што постепено се прошируваат и се исполнуваат со кератин и со себум и на тој начин се формира тој невидлив микрокомедон. И понатаму како што лачи повеќе лојната жлезда, тој комедон се зголемува и стануваат видливи мали, бели комедони или црни комедони, до на крајот да се формираат папули, пустули или нодули. Тоа ќе го објаснам и понатаму. Значи, друг фактор е зголеменото создавање на себум од страна на лојната жлезда. Овде постојат повеќе хормони кои што доведуваат до зголемено лачење на себум. Овде се андрогените хормони кои што својата зголемена активност ја покажуваат во периодот на предпубертетот и во текот на пубертетот. Затоа акните кај девојчињата се појавуваат во периодот од 10 до 14 години, додека кај момчињата се појавуваат малку подоцна, некаде од 14 до 17 години. Меѓутоа не значи дека акните не се појавуваат и на 25 години и токму во периодот на адолесценција тие се појавуваат почесто кај мажите, додека пак веќе во адултниот период акните почесто се појавуваат кај жените. Освен андрогените хормони, на дејството, односно на функцијата на лојните жлезди, влијание имаат и други медиатори и други рецептори, како што се хормонот за раст, потоа факторот за раст сличен на инсулин. Имено самата лојна жлезда делува како еден, се означува како неурокрин, инфламаторен орган. Тоа значи дека во ситуација на стрес или на некои други фактори во нормални функции се ослободуваат хормони кои што делуваат на тие ендрогени хормони и така се зголемува функцијата на лојните жлезди. Исто така, значи, покрај зголемената продукција на себум, во факторите кои што доведуваат до појава на акне се присуството на бактерија, тоа е пропионибактериум акне, која што со самото нејзино присуство предизвикува инфламација на повеќе механизми. Меѓутоа се смета дека кај некои пациенти кои што имаат акне, има и преосетливост на акне, затоа сите пациенти со акне немаат иста клиничка слика, значи некои имаат поблага форма, некои имаат потешка форма на акни и на крај е самата инфламација, за која што се смета дека е уште на почетокот пред да се случат сите тие други фактори и други механизми во
во процесот на појава на акне. Инаку, постојат и фактори кои што ја влошуваат таа клиничка слика. Значи, овде би ги спомнала козметичките препарати за на лице и за коса, кои што доколку не се соодветни за типот на кожата, можат да ја влошат клиничката слика на акните, значи да предизвикаат создавање на нови комедони, на нови гнојни брунчиња на лицето. Исто така постојат и одредени лекови кои што можат да доведат до влошување на акните, тоа се кортикостероидите, одредени антиепилептици, литиум. Постојат и болести кои што се поврзани со влошување на клиничката слика на акни. Овде би го спомнала полицистичниот оваријален синдром, потоа кај жените, потоа други ендокрини болести кои што се поврзани со нарушување на андрогените хормони. Има влијание исто така и прекомерната експозиција на сонце, и тоа е пак индивидуално, значи на некои пациенти изложувањето на сонце ги смирува акните, додека кај други ги влошува, значи ги воспалува. И најголем проблем што секако тинејџерите го прават, тоа е механичката траума, односно стискањето на акните, кое што, значи, сите знаеме од искуство дека ги дополнително влошува самите акни. Така, постои ли одредена храна која што надополнува, односно го забрзува процесот на акните до нивно површинско појавување и секако дали истите влијаат на влошувањето на состојбата? Значи, за исхраната многу се зборува дали влијае или не влијае на акните. Правени се многу студии, но сепак нема конкретно една да каже дека да, точно, значи влијае. Во по-новите истражувања се смета дека она е храна која што е богата со јаглехидрати, значи кој што има висок гликемичен индекс, како и обезмастеното млеко, имаат влијание во влошувањето на акните. Затоа се препорачува, нели се, таа храна која што е со богата со јаглехидрати, како што се тестенините, значи джанк храната, джанк фуд, значи таа брзата храна, да можат пациентите со акни да ја избегнуваат. И вечната дилема нели околу чоколадото и сите други работи се уште не е разјаснита, сепак е индивидуално, меѓутоа треба да се внимава со тој тип на храна. Многу често сите зборуваме дека акните се појавуваат на лицето, но кои се оние зони на телото кои што и како знаат да влијаат кога станува збор за акните и нивната појава? Значи, точно покрај на лицето, акните можат да се појават и на вратот, можат да се појават во пределот на градите, но и на грбот и на горните делови на рамењата. Тоа се најкарактеристичните места каде што можат да се појават акни. Така, како и многу од претходните емисии кога сме зборувале, не постои нешто кое што не се лекува, што е она кое што вие како дерматолози го препорачувате како третман за соодветно третирање на акните и спречување за повторна нивна појава. Така. Пред да го направиме третманот, значи потребно е да се направи соодветно диагностицирање, бидејќи сепак постојат кожни болести во тие регии кои што можат да бидат слични со акне. Затоа е потребно преглед кај дерматолог, за точно да се види каква е клиничката слика. Во однос на промените кои што се јавуваат кај акните, значи самите промени можат да бидат инфламаторни, значи воспалени или невоспалени. Невоспалени промени кај акните се комедоните. Значи, за да имаме акни, мора да имаме комедони. Можат да бидат црни и бели. Црните се најчесто отворени комедони. Значи дека полесно може таа содржина која што се насобрала, значи, во самата фоликуларна врекичка направена, значи може полесно да излезе. И тоа црно не е нечистотија, туку е всушност
дејство на воздухот врз кератинот и себумот кој што се внатре во самиот комедон. Додека оние бели ситни мали папулки се означени како бели комедони или затворени комедони и тие се невоспалителни или неинфламирани промени. Додека пак воспалителните промени или тие инфламирани се од тип на папула, пустула, нодул и на крајот имаме како псеудоциста. Значи тие се поболни и потешки за терапија. И сега во зависност од тоа кои типови и колку се наброени преовладуваат на регијата, клиничката форма на акни може да биде блага, каде што имаме само комедони, папули, понекоја пустула, и ако нивниот број се движи од прилика до 35, зборуваме за блага форма на акни. Меѓутоа, ако тој број е некаде од 35 до 125 со исто комедони, значи папули, пустули, тогаш зборуваме за умерена тешка форма, и тешка форма е кога ги имаме веќе тие цисти, значи псеудоцисти, нодули, повеќе на број папули, пустули кои што се потешки за лекување, тогаш таа е тешка форма на акне. Сам пред да почнеме со терапијата, откако значи сме го направиле тој преглед и сме веќе диференцирале за каков тип на акни станува збор и која е клиничката слика, кај девојчињата или за кај оние за кои што се сомневаме дека може да постои полицистичен оваријален синдром, потребно е да се направи лабораториско испитување. Значи се прават стандардните хормони, и тоа слободен тестостерон, потоа дихидроепиандростерон сулфат, се прави исто фоликуларно стимулирачки хормон, лутеинизирачки хормон, се прават и липиден статус, гликемичен статус, како и инсулин. Значи тоа се отприлика параметрите лабораториски кои што ни требаат за кај тој тип на пациенти. Доколку имаме сомневање, доколку постои резистентност на одредени модалитети на терапија, потребно е да се земе и бриз од самата пустула, за да се разграничи дали има некој друг тип на бактерија која што го предизвикува тоа, и започнуваме значи со терапијата. Терапијата, зависност од тоа каква е клиничката слика, може да ни биде значи локална и може да биде системска или орална. Секој пат прв лек на избор е локалната терапија во комбинација со повеќе препарати. Најпрво се започнува со бензоилпероксид, кој што може да биде во комбинација со некој антибиотик, тоа е најчесто клиндамицин или еритромицин. И тој тип на терапија е претежно за оние благи форми на акни. Меѓутоа, ако понатаму значи немаме ефект или има потреба од дополнителна терапија, може да се даде и топични ретиноиди. Тие во суштина имаат антиинфламаторно дејство и ја намалуваат пролиферацијата на влакнениот фоликул. Во суштина, самата терапија за акните треба да биде насочена кон причинителите. Значи тоа се зголемената секреција на лој, присуството на бактеријата и да ја намалиме инфламацијата. Значи, сите тие кремови, антибиотици, значи други препарати се насочени на тие фактори за да може да се отстрани значи предизвикувачот на акни и да се добие една подобра клиничка слика. Ако немаме ефект со топичната терапија, ако е клиничката слика значи полоша, станува збор за умерено форма на акне или тешка форма на акне, тогаш покрај топичната терапија имаме и системска, тоа се системските антибиотици, најчесто моноциклин или доксициклин. Исто така може да се даде во консултација со ендокринолог, гинеколог, значи хормоналната терапија, тоа се комбинација на препарати, комбинација со естроген и прогестин или антагонисти на андрогените хормони, спирунолактон.
И на крајот, доколку се работи за тешки форми на акни, значи може да се даде и орален изотретионин, кој што се има одреден протокол за третирање и се разбира пациентот треба да биде целосно информиран за несаканите дејства од тој лек. Во смисла дека во текот на третманот ќе има сува кожа, сува слузница, суви очи, мора да биде заштитен од сонцето со соодветни креми со заштитен фактор PSE. Исто така, значи, треба да прават еднаш месечно тие пациенти на проверка на липидниот статус и на АСТ и АЛТ од црниот дроб и тоа што е најбитно дека е тератоген и дека пациентите пациентките кои што го користат, значи треба да користат двојна комбинирана контрацептивна заштита дури и после 6 месеци до 1 година по прекинувањето на третманот. Така да терапијата за акне не е едноставна и треба да се лекуваат акните затоа што кај самите личности, значи постои негативен ефект од присуството на акне. Значи се работи за тинејџери во таа возраст кога тие тешко ги прифаќаат промените, точно дека акните се минлива природа, меѓутоа може да предизвикаат и депресија кај пациентите, затоа мора да постои соодветна соработка и добра соработка и поддршка и од лекарот, меѓутоа од целата фамилија, за да сепак пациентот тоа полесно го поднесе. Така, во продолжение на емисијата, доктор Магдалина ќе направи еден третман на акни. Доктор, за каков третман станува збор и што е она кое што нашите гледачи секако ќе имат можност да го видат? Така, значи покрај тие модалитети на терапија кои што ги набројав, постои можност за лекување на акните, на одредени видови на акне и со површински хемиски пилинзи и со светлосна терапија и лазери. Ние денес ќе правиме површински хемиски пилинг. Овој пилинг ќе го работиме со комбинација од повеќе овошни киселини. Инаку да спомнам дека хемиските пилинзи всушност представуваат раствори на киселини со кои што ние правиме намерно контролирано оштетување на кожата. Тоа значи дека ние со соодветна концентрација на таа овошна киселина правиме да се отстрани површинскиот слој на кожата, доколку сакаме да ги отстраниме промените кои што се во површинскиот слој, или пак значи таа киселина да навлезе малку подлабоко и во дермисот, така да во зависност од тоа со колкава концентрација на киселина работиме и до кој слој од кожата сакаме да допреме, хемиските пилинзи може да бидат површни, средни и длабоки. Обично површинските се со овошни киселини, може да биде значи лактатна киселина, кота-цитрична киселина, фитична киселина, додека пак средно длабокиот и длабок може да се работи со трифлороцетна киселина и длабокиот е најчесто со фенолна киселина. Значи покрај за третман на акни, хемиските пилинзи ги употребуваме и за подобрување на целата структура на кожата. Значи може да се отстранат оние тенки брчки околу очите, околу устата. Исто така да се отстранат флеките, односно хиперпигментациите кои што се предизвикани од сонце, после бременост. Значи да се добие една комплетна свежина на изгледот на кожата. Денес ќе правиме површински хемиски пилинг или изифитик хемиски пилинг. Овој пилинг е составен од 5 киселини, значи раствор на 5 киселини, тоа е фитична, лактатна, цитрична, манделична киселина. Инаку ќе правиме хемиски пилинг кај пациентка која што на лицето има блага форма на акне, значи има папули, пустули и кометони во предел на брадата, носот и челото или Т-зоната. Исто така кај неа се присутни и лесни хиперпигментации од сонце. Значи со
со овој површински хемиски пилинг ќе правиме отстранување на површинскиот слој. Инаку потребни се 4 третмани во растојание од 1 недела до 7 дена, до 10 дена, за да може да го постигнеме соодветниот ефект. Потоа се прават третмани на одржување. Најпрво се чисти кожата со пена за чистење на лице. Значи, најпрво го чистиме лицето со пена за чистење на лице, за да се отстранат нечистотиите. Овие површински хемиски пилинзи се безбедни да се прават во текот на летниот период, затоа што самиот пилинг многу брзо самиот од себе се неутрализира и е површински и не прави дополнително оштетување на кожата и нема несакани ефекти. Значи, многу е битно да се нагласи пациентите кои што ги прават хемиските пилинзи да имат соодветна заштита од сонце. Сега убаво изчистено лицето. Хемиските пилинзи се добра основа да се изчисти лицето, да се обнови, за да може понатаму да се прават и други третмани, како што се третмани за биоревитализација, значи мезотерапија, филери, PRP. Овде ми е самиот раствор од хемискиот пилинг. И започнуваме со нанесување на хемискиот пилинг. Функцијата на овој пилинг е да го отстраниме површинскиот слој од кожата, значи тоа се мртвите клетки, со цел да го стимулираме
Значи, слојот каде што се фибробластите да ја подобрат еластичноста на кожата и да ги отстраниме флеките, односно хиперпигментациите кои што се присутни и да се намалат бричките кои што се имат околу очите и околу устата. Во текот на хемискиот пилинг пациентката може да почувствува пецкање, црвенило, лесна непријатност. Дали чешање, пецкање, црвенило, на кој да? Кој да? За третманот на акни кои што се со потешка или умерена и потешка клиничка форма може да се употребуваат и хемиски пилинзи кои што се со ТЦА, односно трифлуороцетна киселина со различна концентрација и тогаш оштетувањето е поголемо и лупењето е поизразено. Инаку кај овој третман лупењето е многу благо, ситно, како брашно, се јавува некаде околу вториот ден. Меѓутоа нема причина пациентите да не се вратат на работа. Значи, после овој третман може слободно да ги вршат сите дневни активности. Инаку хемиските пилинзи можат да се прават и на вратот, на деколтето и на раците, значи не само на пределот на лицето. Значи, овој хемиски пилинг сам од себе киселината се неутрализира и се остава да стои до 8 и 10 часа. Значи, не треба пациентката да го мие лицето и не го миеме сега со вода. Потребно само малку да се упие хемискиот пилинг. Многу или помалку?
Самиот хемиски пилинг го завршуваме на крај со соодветни креми, кои што пациентите ги користат и во периодот од пилинг до пилинг за секојдневна нега. Овде употребуваме крем против акне. Пред да започне хемискиот пилинг, пациентката секогаш ја сликаме, значи да видиме како се резултатите пред и после. И пациентите се информират за типот на хемискиот пилинг кој што ќе се прави. И на крајот го завршуваме третманот со крем со заштитен фактор 50 за заштита од сонце, кој пациентите треба да го стават кога излегуваат од дома пола час и се препорачува периодот од 10 до 5 да не излегуваат на сонце, директно на сонце. Инакот пилинг е наменет за повозрастни пациенти кои што имаат подлабоки брчки и постои пилинг со кој што може да се отстрануваат себороичните кератози или актинични кератози само на едно место каде што е променето. Со ова го завршуваме хемискиот пилинг. Пациентката може да се врати на своите активности во текот на денот, бидејќи има и крем со заштитен фактор и соодветно пропишана нега за другите денови. Завршивме третманот со доктор Магдалина на лице за спречување на акните и секако подобрување на виталноста на кожата на лицето. Докторке, јас ви благодарам што бевте дел од вечерашната емисија и практично покажавме на нашите гледачи како се третираат акните. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и вечерва бевте со ТВ Ординација. Останете понатаму со нашиот канал. Од мене до гледање.